30 посетители кои вчера се изгубија на Попова шапка поради густата магла имаа среќа што беа пронајдени брзо живи и здрави. Но овие лоши искуства кои се случуваат секоја зимска сезона мора да бидат поука дека планината не е за потценување, особено кога има лоши временски услови. Никако не смее да се тргнува дали пеш или со ски без соодветна опрема и без подготвеност, особено ако не го знаете теренот, советува Борис Стојановски кој долги години работи во спасителната служба на зимскиот центар. Оваа планина, вели, знае да биде многу опасна. Кога има магла во планина и наискусниот планинар и скијач не може да ја одреди референтната точка и во непрегледност често пати може да ја изгубиме патеката. Планината е убава, меѓутоа е и за уживање, нели? Меѓутоа е и многу непредвидлива. Во еден ден можат да се осетат сите 4 временски годишни времиња. Најважна е едукацијата, вели Стојановски. Во клубовите се добиваат корисни информации за движење на планина во секакви временски услови, но се уште е голем бројот на туристи кои не се подготвени и се преценуваат себеси. Секој од планинарите и скијачите треба да има сопствено чувство на одговорност, да не ги наценува своите здравствени, психофизички можности. Не треба да се оди во долови, во усеци, или треба да се избегнуваат тие места, да се оди по работ на планината, по сртот, да се избегнуваат снежни стреи, да не се оди цик-цак, туку да се оди правилно и секако тоа е одраз на едукација на оној кој е во планина. Деновиве се најавуваат нови снежни врнежи, па и од полицијата и од скијачкиот центар со апел да нема движење додека има магла и да се избегнуваат оние места кои имаат потенцијална опасност од лавини. Посетителите кои планираат да планинарат пожелно е да посочат каде ќе се движат и колку мислат да се задржат, за да може побрзо да се лоцираат и доколку има потреба да им се помогне. Ова е важно, оти можне значајна е секоја минута, особено при неповолни временски состојби и на тешко достапни терени, на кои нема можност за воспоставување телефонски контакт или друга комуникација со изгубените лица.